Во ова издание виртуелни средби на годинешното Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Кои се предизвиците? Дали од исходот на престојните избори во САД може да зависи и решавањето на отворените прашања на Балканот? Експерти за гласот на Америка го ризикуваат животот нелегално ископувајќи руда со надеж да најдат злато. За животот порудниците во Јужна Африка. Ќе ви кажеме за овој тренд, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк е еден од најголемите меѓународни настани во текот на годината. Меѓутоа, оваа година во Њујорк светските лидери нема да присуствуваат поради пандемијата со коронавирусот и наместо тоа дискусиите ќе бидат виртуелни. 75-тото Генерално собрание на Обединетите нации започнува во вторник во променет Њујорк. Кима состаноци и говори, но не и метеш и сообраќај. Оваа година ќе имаме видеообраќање емитувано во нашата голема сала за Генералното собрание. Една личност од секоја држава членка ќе биде присутна во салата за да се намали бројот поради COVID-19. Од друга страна, новиот онлайн формат го зголеми бројот на светски лидери кои ќе бидат дел од овие виртуелни состаноци, вели портпаровот на Обединетите нации Брендан Верма. Оваа година имаме речиси 120 шефови на држави кои ќе имаат обраќање преку видеопорака. Исто така околу 54 шефови на држави што вклучуваат премиери. Дефинитивно, поголем број од порано, кога имавме 70 до 80 шефови на држави кои доаѓа лично. Њујорчаните кои живеат во близина на зградата на ООН имаат мешани чувства за отсуството на странски посетители годинава. Живеам во соседството и тука сум околу 5 години. Има многу метеж, а навечер имам чувство дека е малку опасно. Мило ми е што овој пат Обединетите нации не заседаваат. Тоа е голем настан овде и возбудливо е да се видат луѓе од целиот свет кои се обидуваат да ја направат планетата подобро место за сите. Исто така, жал ми е за малите бизниси во овој дел. Иако Њујорк во најголем дел се справи со пандемијата преку рестриктивни социјални мерки, за целосно економско закрепнување ќе бидат потребни години, велат експертите. Истражување од невладината партнерство за Њујорк покажува дека 1/3 од малите бизниси во градот, или околу 77.000 вработени, веројатно ќе исчезнат поради слабата економска активност. Генералното собрание на ООН со илјадниците странски учесници можеше да го олесни финансискиот товар на градот, но не со онлайн форматот што го има оваа година. Обединетите нации се малку подолу на улицата. Нормално имаме стотици луѓе овде за поедок, ручек, вечера или само пијалак после работа. Сигурно ќе го почувствуваме тоа. Од друга страна, на њујорчаните нема да им недостигаат затворените улици и колоните автомобили низ делови од Манхетан, нешто што вообичаено се случува за време на сесијата на Генералното собрание. Ми се допаѓа што нема да има сообраќаен метеж. Но тоа е уште еден показател дека COVID-19 се уште не е совладан. Исто така, мислам дека е тажен потсетник дека целиот свет е подзапрен. Се надевам дека ќе се врати следната година. Од исходот на престојните избори во САД ќе зависи дали на Балканот ќе бидат затворени преостанатите отворени прашања. Други експерти пак сметаат дека независно кој е на власт во САД, Вашингтон има конзистентна политика кон Балканот. Мики Трајковски ги сублимира експертите како размислуваат. Балканот се наоѓа пред клучен период за решавање на се уште отворените прашања, вели професорот по безбедност Маријан Ѓуровски, но според него исходот од престојните избори во САД непосредно ќе влија и врставањето крај на дел од нив. Но овие меѓународни отворени прашања, како ќе се решаваат и дали во подолг период ќе останат отворени, зависи од исходот на американските избори и влијанието на идниот или постојниот американски претседател врз решавањето на Балканот. Со оглед на тоа што американската надворешна политика има различен пристап во однос на демократите и републиканците на влијанието и фокусирањето на Балканот. Како пример Ѓуровски го посочува дефинирањето на конечниот статус на Косово и односите со Србија, но и последните случувања во Бугарија и статусот на Босна и Херцеговина и Република Српска. Балканот полека повторно отвара бројни отворени прашања. Постизборно Црна Гора станува сериозно
невралгично подрачје со оглед на исклучителното големо влијание кое може да го оствари Руската Федерација преку недефинираните позиции на новата десница која претендира конформирање на владата на Црна Гора. Професорот Никола Дујовски пак вели дека без разлика кој е на власт, САД се секогаш стратешки партнер како за Балканот, така и за Северна Македонија. Америка итекако е значајен играч во овој регион, меѓутоа не од аспект на промена на администрацијата. Едноставно во Соединетите Американски држави се водат такви конзистентни и стабилни политики кон одредени региони на кои што не влијае администрацијата предводена од републиканците или од демократите. Во однос на косовското прашање, Ѓуровски вели дека било која подолба или размена на територии помеѓу Косово и Србија може да има домино ефект врз стабилност и безбедноста на македонската држава. Се надева на взаемно прифатливо решение кое ќе биде добро за сите. И реално треба да се направи стратешки план околу неколку клучни прашања во кои не треба да постои разлика ни помеѓу македонската власт, ни помеѓу македонската опозиција. Треба да проработи Националниот Европски совет. Решавањето на косовското прашање за нас во Северна Македонија не треба да биде особен предизвик, имајќи предвид дека од пред неколку месеци ние сме и 30-та официјална земја членка на НАТО алијансата, што само по себе е доволна гаранција дека не може да се прелее било каква политичка нестабилност од тој регион во нашата држава. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. За крај на News Flash, нелегалното рударство во Јужна Африка е еден од најпрофитабилните бизниси на континентот, но ги принудува рударите да го стават во опасност здравјето, но и безбедноста. Сиромаштијата и очајот принудуваат некои јужноафриканци, како Џозеф, кој го откри само името, да го ризикуваат животот нелегално ископувајќи руда со надеж да најдат злато. Работиме во опасни средини кои не се безбедни и во кои го ризикуваме животот од и вдишуваме прашина и хемикалии. Многу е тешко. Морам да се грижам за семејството, ова ми е единствен извор за преживување. Работиме од утро до мрак и за да произведеме грам злато понекогаш ни се потребни ден или два. Познати под името Зама, што на зулу јазикот значи оној што се обидува, некои од нив некогаш работеле во легалната рударска индустрија. Джеймс Велстед работи за најголемиот производител на злато во Јужна Африка, Сибање Stillwater. Рударскиот сектор низ годините се намали во Јужна Африка поради што многу поранешни рудари останаа без работа, а почнаа нелегално да работат. Тоа е голем предизвик за рударската индустрија и државата генерално. Нелегалните рудари ангажираат приватно обезбедување да ги алармираат доколку има полициски рации, како и да ги брани од ривалите. Целемба, обезбедувач кој исто така го откри само името, вели дека и тој, како и рударите, има ограничени опции да заработи за семејството. Секој пат тој што ќе се спушти во јамата плаќа и кога ќе излезе ни дава дел од материјалот. Работиме во смени. Секој тим работи по 2 ноќи неделно. Но тие не го ризикуваат само сопственото здравје, вели Велстед. Често се вооружени, постои закана за нашите вработени ако налетаат на овие нелегални рудари под земја. Очигледно има и корупција и злоупотреба кај вработените кои продаваат ресурси што ни припаѓаат нам. Ние имаме право да копаме. За да се стави крај на нелегалното рударство, Велстед вели дека властите мора да отворат повеќе работни можности за рударите. Во меѓувреме и покрај деновите кога не може да најдат ништо, тие продолжуваат да копаат. За луѓето познати како Зама, нема друг избор освен да продолжат да се обидуваат. Го гледате News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Ова е Гласот на Америка. Пријатна вечер, се гледаме утре.